Честито, нека вие. Добре дојдовте. Честито. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Ајде, нека е со среќа. Добре дојдовте. Се е многу убаво, господи Нихан, ви честитам. Благодарам. Многу си се потрудила овој пат, Нихан. Благодарам, мило ми е што ви се допадна. Децата изгледаат многу среќни, многу си одговараат еден со друг, нели? Да поминеме наваму. Повелете. Секако, да поминеме, повелете. Не мислев дека до толку ќе се возбудам. Ти возбуден си? Секако, како да не бидам. Ѓулен денеска почнала со работа. Да. Се надавам дека овој пат нема да има недоразбирање. Да е една шанса суде. Каде остана нашата убавица? Многу ме интересира каква ќе биде. За кратко ќе видиш. Наглас ќе вика, не сум јас овде. Размисли и донеси одлука. Или ќе дојдам, или повеќе нема да сме заедно. Извини, но јас веќе не сакам да се чувствувам вака, Енгин. Еве, а дојде. Ѓорѓан, навистина многу си убава. Вечерва сите ќе гледаат во тебе. Ти од каде го најде овој фустан, Ѓулен? Мислев дека ќе го облечеш оној што ти го дадов. Мајка ми го купила. Ти се допадна ли? Не е лош. Мислам дека тој ја што ти го дадов е поубав. Ајде, Каан ме чека. Ова убава девојка изгледа ја познавам од некаде. Се познаваме, нели? Немој, не претирувај, Атакан. Но ти навистина прекрасно изгледаш вечерва. Благодарам. Нема на што. Да одиме таму? Прекрасно изгледате. Ти благодарам. А како сте вие? Добро дошол. Добро го предупреди Енгин, нели? Нема да ја донесе таа никаквица, нели? Биди смирена, мамо. Како да бидам смирена, Керко? Таа жена воопшто не ми се допадна. Види, таа жена никако не треба да й се доближи на Сена, никако. Мамо, напразно се вознемируваш. Тиген уште еднаш нема да се доближи до нашето семејство, не грижи се. И тоа што разговаратме ќе остане меѓу нас. Ако тоа не го сочуваме меѓу нас, значи дека се уништивме. Таа жена, ако најде прилика, секи каже на Сена, верувај ми. Колку лошо не гледаше. Што поскоро да се смират со Ѓулен, па сите нека си заминат од нашиот живот, сите. Мамо. Добре дојде, татко. Што барова тука, Нихан? Нели таа немаше да дојде? Керко си станала Ти преубава. благодарам, тато. Не знам, мајко, од каде да знам? Добро дојдовте, господин Енгин. Добро те најдов, сине. Добре дојдовте. Добро најдовме. Ви честитам. Ви благодариме. Честитке, господин Каан. Ви благодарам. Тато, дојди да те запознам со семејството на Каан. Оди, миличок, тука сум. Се е преубаво. Тато, да те запознаам со Чико Енгин, таткото на Ѓорѓан и татко ми Еркут. Здраво. Здраво. Мило ми е што се запознавме. Каан често зборуваше за вас, многу ве засакав. И мене ми е мило, господин Еркут. Нека е жив и здрав. Многу го засакав, Каан.
Побелете. Благодарам, благодарам. Здравје. Здраво. Здраво. Добро вечер. Подоцна ќе зборуваме. Може ли да ме извините, господин Еркут? Веднаш ќе се вратам. Секако. Момент. Каде? Што бараш тука, тато? Зошто дојде со неа? Не требаше да ја донесеш. Керко, и Фиген е веќе дел од нашето семејство. Не знам за тебе, но за мене не е. Ајде, немој вака, Ѓулен. Престани да си и наетиш. Те молам, немој да се однесуваш детски, тато. Немам никаков спор со Фиген. Да не ме лажевте вие двајца скоро 2 години, може сега ќе беше дел од нашето семејство. Но после толку многу лаги, не е можно да ја гледам како дел од нашето семејство. Добро вечер. Добро вечер. вечер. Ти честитам, госпоđo Нихан. Господ нека ве благослови. Многу убава церемонија. Ви благодарам. Кога куќата е олку убава и забавата во куќата е убава. Зар не е така? Живеете во куќа која многу луѓе ја посакуваат. Имате многу среќа. Куќава да беше моја, никогаш не ке сакав да ја загубам. Да не ме прекинувам во разговор. Не, Сена. Господја Фиген е пријателка на Енгин. Мило ми е. И мене, госпоđo Сена. Јас сум Еркут. Мило ми е. И мене. За миг помислив дека ме забравивте. Покрај елку цвеќиња како бубачки останавте. Алал да ви, господин Еркут. Голем шеговиец сте биле. Ѓулен, сослушај ме. Добро, признавам, направив грешка. Требаше уште на почеток да ти кажам. Имаш право. Но не е како што мислиш. Целта не ми беше да ти работам зад грб. Го чека вистинското време за да ти кажам. Добро ме познаваш, Не, Керко. тато. Мислев дека те познавам. Без потреба дебатираме. Ова не е работа што се окончува со едно извинување. Ако ти дојдам наврата и ти речам, тато, јас се омажив, што ќе ми кажеш ти? Или ако ти кажам дека сме немале време да ти кажеме, добро ли би било? Сигурно нема да ти се допадне, нели, тато? Ама тоа не е исто. Ти постапуваш неправедно. Сметам дека е исто. Затоа секогаш кога ќе ја видам таа жена со тебе ќе се потсетувам на тоа. Зашто волку се задржавте? Луѓето надвор ве чекаат. Нема да дојдам, мамо. Керко, сестра ти многу ќе се натажи. Никој нема да забележи дека ме нема. Ѓорке ми јас ке забележиме. Ова е свршувачка на сестра ти. Зар бидува без тебе да е? Ајде смири се малку, па потоа излези надвор. Те чекам да знаеш. Ајде. Нормално е да го преживувате ова, Енгин. И треба време на Ѓулен за да го прифати тоа. Ајде да излеземе надвор. Господин Ергут, тебе те чека. Како е Ѓулен, љубен? Нема да дојде? Добро е. Ке дојде, не грижи се. Не помислев дека вака ќе изреагира, миличук. Ке одам до кај неа. Веднаш ке се вратам, мила. Добро. Види ја само како не гледа. Кога ја гледам женава, нервите ми играат во мене. Камо да знаевме што слушнала. Откаде би можеле да знаеме, мајко? Не можеме да ја прашаме жената што слушнала? Дали оди кај Сена, мајко?
Нихан, брзо, брзо. Господја Сена, здраво. Господ нека ве устреки. Се надевам дека без никаков проблем ќе ви помине и свадбата. А ви благодарам. Мамо, кога ќе бидат прстените? За кратко, Ќерко, за кратко. Што е ова? Извинете. Тебе ти мислев. Си реков нема да дојдеш. Добро сум. Нема смисла да ја уништувам вечерта на Ѓорѓем. Добро. Ајде да одиме. Драги пријатели, на сите поединечно ви се заблагодарувам што не оставивте сами во ова значајна ноќ. Како татко, ова за мене е многу важна надлежност. Од возбуда не знам што зборувам. Се збунив, изумир се. Деца, овие прстени никогаш да не ги извадите. Цел живот бидете срекни. Мили мои, посакувам заедно да остарите. Браво! Честитки! Честитки. Сина. Честитам, синко. Честито. Мамо. Многу си убава. Мамо, И честитам. честитки, Мамо. мила. Честито. Честито. Тато. Ајде, нека е со среќа. Честитки, брат. Ви честитам, госпоѓо Леман. Честито. Да видам. Дојди, мила, Ама, дојди, навистина да сум се многу сретнаш. Како ви оди, момци? Изморени сме, но не е страшно. Помине. О, гледам сте направиле машка коалиција. Господин Еркут, додека сме сите тука, сакам да ви се заблагодарам за се што сторивте за Ѓулен. Што сме сториле, Чичко Енки? Сторивте се што требаше кан. Само што дојдовте се погриживте за неа. Многу сум ви благодарен. Аман, господин Енгин, не верете така. Ѓулен е веќе како наша ќерка. Ви благодарам. Токму затоа сум спокоен. Ви благодарам што дојдовте. Ви благодариме. Ви благодарам што ме поканивте. Благодарение на вас имам прекрасна ноќ. Керко, и јас сум многу среќен за тебе. Каан ми изгледа како добро дете. Сакајте се, деца. Си знаеме, тата. Ти благодарам. Ви благодарам за се. Довидување. До гледање, Енгин. Ви благодариме. Примете честитки. Добра ноќ. Ај. Оф. Многу сум се изморил. Ќе легнам во соба малку да се одморам. Барем да поразговаравме малку, сина. Ни в кола ништо не ни зборуваше. Да си кажавме барем нешто. Сена, детето е изморено. Види го, изморен е. Дозволете да се одмори. Ќе позборуваме за сршвачката. Ајде, сине, добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ, бато.
Ле. Не ви се верува. Епа, се надевам дека добро се чувствуваш, госпоѓа Сена, а? Секако да. Како да ми падна голем товар од мене, леле. Во меѓувреме, господја Назали ме покани на чај, па сега... Мајко, чакла јан да не е? Да. Епа, хајде со среќа некај. Конечно ќе го добиеш тоа што го сакаш. Фала Богу, не стапја во коалиција со таа фиген, леле. Од срам ќе пропадне в земја, знаеш ли. Ја слушна ли што рече за кавијарот? Што има во тоа, мила? А ти кога се роди зарем кавијар си јадела? Зарем мора секој да го сака? Леле, Ѓулен и Фиген се многу некултурни. Греота е што Ѓорке има такви роднини, жално. Епа барем нека не се мотаат околу нас. Подобро Енгин да е подалеку од нив. Зошто ли се пресели во Истанбул? Опа, што е мене луѓево? Еркут, тоа не бидува така. Значи... Фала Богу, свршувачката помина без проблеми. Не е без проблем, Леман Султано. Бидуваше ли Фиген така да постапи? Пред сите се засрамивме. Леле, замолчите, молам, не подсетувајме ми се лошото. Ама те молам, не сакам таа некултурна жена да доаѓа овде. Не знам зошто ја поканивте. Кој ја поканил, Нејзе? Никан се сретнала со господин Енгин и сигурно сватил сериозно. Кажи му уште еднаш да не ја кани овде таа жена. Ептен се уморив од стоење, ме болат нозете. Ќе одам да си легнам. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ, принцезена баба. Мајко, те молам не прави тензи пред девојчево. Жити Бога, Божем ептен ми е мило да се вртка околу нас. Ке зборувам со Енгин, добро. Добра ноќ. Штом не се откажуваш да бидеш со твоето семејство, би сакала почесто да се гледаш со нив. На тој начин ќе се зближиме повеќе. Не мораш да се оптеретуваш со таа тема, Фиген. Знам дека нашиот договор ќе те направи среќен. Ако си ти среќен, тогаш сум и јас. Ти благодарам. Енген, не тагувај толку. Наскоро ќе се смирите со Ѓулен, не грижи се. Се надевам. Фиген, добра ноќ. Каде? Нема да влезеш внатре? Ке си одам дома, мила. Достаем веќе. Утре ќе се видиме. До гледање. Суде? Што има? Ништо. Сакав да ти посакам добра ноќ. Забележав дека нема да престојуваме во иста куќа, се натажив малку. Види ти. Јас пак мислев дека да чекаш да се спасиш од мене, а ти? Зар не правеше ти неголеми проблеми околу ова? Бате, тоа беше за твое добро. Секако дека се радувам за тебе. Ама, ќе ме недостигаш малку. Значи, малку. Што да се прави? Сепак ти благодарам. Леле, уф! Бато, што има меѓу Атакан и Ѓулен? Како мислиш? Па не знам, никогаш порано не сум го видела како гледа жена на таков начин. Како тој ја гледал? Зар не биде? Цела ноќ постојано Ѓулен ја гледаше. Добро. Штом велиш дека нема ништо, нема.
Ајде да не се задржувам повеќе, легни си побрзо и одмори се. Добра ноќ. Добра ноќ. Смеам да влезам? Влизи, мамо. Како е мојата принцеза? Добро. Се уште не го разбирам. Воопшто не му било важно што мислам или како се чувствувам. Зар бидува така, Кирко? Зар не виде колку се грижеше татко ти за тебе? Мора да се навикнеш на идејата да ги гледаш заедно. Мамо, не сваќам како можеш да бидеш толку смирена и разбрана. Зар не си љубоморна на татко ми? Зошто да сум љубоморна? Бидејќи вие сте се разделиле заради вашиот инет. Вашата љубов не е завршена. На неколку наврати видов како се гледате со тато. Како сме се гледале? Се топите. Мислам дека може повторно да се смирите. Тато е веќе во пензија. Веќе е тука. Кажи ми ја вистината, дали се вроди надеж во тебе? Ама искрено. Не. Пред многу години ја загубив надежта. Кога се разделуваат двајца по толку години, не можат така лесно да се смират. Бидејќи се работи за две личности кои биле лудо влюбени. Но со тек на времето се претвараат во туѓинци кои не можат да се препознаат. Така велиш? Така велам. Ајде право во кревет. Утре нема да одиш на работа. Не лутија мајка ти. Ајде в кревет, ајде. Ајде, миличка. Добро, мајко. И на Добра теб, ноќ. убава, Керко. Мислам дека мама се уште го сака тато. Па Керко се уште не си легнала? Не, мајко, не ми се спие. А да немаш ти некаков проблем? Гледам јас дека нешто не ти е во ред. Што е? Зар не забележа Атакан колку се грижеше за Ѓулен, мајко? Да, често се погледнува очи во очи, ама јас мислам дека тоа не е за некоја посебна грижа. Атакан е само љубезен со неја и толку. Многу љубезно се однесува и Ѓулен. Максимално го искористува тоа. Колку можеше да забележиш, но за малку ќе го изедеше детето. А тебе навистина ли толку многу ти се допаѓа Атакан? Јас навистина мислам дека тоа е многу добар кандидат за да ни стане зет. Честно дете. Има одлична иднина. Јас не верувам дека ќе бендиса девојка како Ѓулен, ама сепак. Ни јас не верувам, мамо, ама девојката е паметна. И ја користи наивноста на Атакан. Што ме така, Кирко? Постапи ти исто како неа. Како? Например, за почеток почни и ти да одиш на работа. На тој начин ќе бидеш поблизу до Атакан, а воедно ќе ги уништиш плановите на Ѓулен. Секако. Зошто да бидам надвор од играта? Од утре и јас ќе почнам со работа. Добро утро. Добро утро. Си подранила? Денес не те очекував на појадок. Не знам зошто, ама не можев да заспиам. Може би те возбуди свршувачкиот чин. И јас од радост не можев да заспиам. Сака вчера да зборувам со тебе, ама беше изморена. Што е? Зошто си толку радосна? Вчера целосно се осигурав дека мајка ми се уште го сака татко ми. Не, Душо, не верувам. Верувај ми. Видов како мајка ми ја гледа фиѓен од глава до пети. Сигурно била љубоморна на неа. Што мислиш? Дали е можно да создадеме уште една шанса за мама и тато да се заедно? Не верувам. Не си фантазирај без потреба. Да имало нешто, ќе имало и пред 15 години. И двајцата се горделиви.
колку да не го направат првиот чекор. Затоа ништо не се случило. Зар не забележа како се гледаат кога ќе се најдат во иста средина? Не. А и да е така, тие се возрасни луѓе. Самите може да носат одлуки, нели? Мислам дека и двајцата се задоволни од животот. Добро утро. Што шушкате волку страстно вие две сестрички? Ништо. Зборуваме за вчера вечер. Мајко, завршив со појадокот. Не сакам да задоцнам на работа. Нека вие на здравие јадењето. До гледање, Ајде, Керка. пријатно. Кан, ако се најаде да излеземе побрзо. Доодиме, тацо. Хајде да видиме, госпоѓа Сена, до гледање. До гледање, мило. До гледање, душо. На здравје нека ти, мамо. До гледање, сина. Подготвена сум и јас ќе дојдам. А ти каде одиш волку рано? На работа? На работа? Зарно нека е, да не сони нешто. И јас сакам да се погрижам за работата, татичко. Аха. Зар не сум еден од ортаците во фирмата? А, Господи Боже. Што стана вака наеднаш? Зар не се жалеше постојано? Наместо напразно да талкам, треба да се погрижам за работите. Имам диплома. Сакам да работам. Моја убава Керко, не реков такво нешто. Секако дојди. Ама ќе работиш, да знаеш. Секако. Ајде де. Изненадување. Добро утро. Добро утро. Зарно нека е суда, што врш тука волку рано? Нели ти имам кажано дека сакав да работам? Значи сериозна си била. Сега за сега изгледа сериозно. Ама за неколку дена ќе и помине, не грижи се. Не радувајте се пред време. Од сега натаму до вас ќе бидам. Ви заврши уживањето. Вау, скапо ке не чини ова, Кан. Честитки, со среќа нека е. Ти благодарам. Сега ќе одам во инспекција. Веднаш мора да се започне со работа. Ајде ќе видиме. Што е, бате? Не знам. Ова е за анимација. Изгледа е во мода да се доаѓа на работа. Замисли Ѓоркем да почне да доаѓа на работа тука. Нема да работиме со мебел тогаш, ќе отвориме фризерски салон. Дојди, седни, дојди. Добро утро. Добро утро. Од денеска почнав овде да работам. Сакав да ви известам. Со среќа нека ви. Додека ме немаше овде, сите правеле што сакаат. Сакав да дејствувам на работава. Кога ќе ги погледнам господава, нервозата ми поминува. Некој треба да им покаже на вработените какви надлежности имаат. Ова е работно место. Гледам дека уште од првиот ден се нашла колешка суде. Што мислиш? Дали ќе се согласувате, а? Ако посака господја суде, зошто да не господин Еркут? Ај батали, не ме персирај, Керко. Може да ме викаш Чичко Еркут. Зар може така? По ова е фирма? Зар нема да изгледа смешно ако велам така? Секако да. Ѓурен е веќе како наша роднина. Доволно е да внимаваш пред гостите, Керко. Ќе се качиш ли малку горе? Имам малку работа за тебе. Доаѓам, Чичко Еркут. Погледни ме. Ако те види некој ќе помисли дека си имал смртен случај, а не свршувачка. Многу лошо изгледаш, бате. Изморен сум, тоа е. Знаеш, не обожувам вакви помпезни работи. Ова не е замор. Немој мене да ми објаснуваш. Имаш проблем, ама што е? Зошто не споделуваш со мене?
Навистина не знам како да ти кажам, Атакан. Проблемот е Ѓулен. Ѓулен. Навистина сум многу збунет. Многу лошо се чувствувам. Знам дека тоа не е правилно, но кога не ја гледам се чувствувам празна. Никогаш така не сум се чувствувал. Што ми се случува, брате? Може би ова е предбрачен синдром. Може би тебе не ти се допаѓа идејата за брак, бате. Зар не е можно да биде минливо? Готов сум, брат, готов. Здраво. Чичко Иркот ми каже дека сака да се види со вас. Што стана? Да не сум се извалкала повторно? Камо да успеам да седам на извалкана? Не, се занесов малку. Нема врска со тебе. Ајде да одиме, Атакан. Да одиме. Доаѓам. Нихан, Смеам да влезам? секако, влези. Имам тазе чај, сакаш? Не благодарам. Дојде да зборуваме за вчера вечер? Да. Мислам дека се договоривме да не ја доведеш Фиген. Посебно ти бев замолено за тоа. Ти реков дека Ѓулен ќе се налоти и дека ќе биде невкусно. Ете виде што се случи. Ама, мора да се навикне на тоа. Не можам да се однесувам како Фиген да не постои. Тоа би било неправедно за неа. Не велам да се однесуваш како да не постои Фиген. Велам да оддалечиш од нашата околина, те молам, тоа е се. Вашиот брак не значи дека треба да бидеме поблиски. Секако дека не си должна да бидеш поблиска. Но немаш право да ми кажуваш како да се однесувам кон неа. Како да не знаеш колку е добронамерна. Самата се труди да стори нешто за семејството. А вие? Мајка ти те тера да го кажеш ова. Господја Леман сака да ја оддалечи бидејќи таа не е богата. Исто како што би направи мене. Сигурен сум дека таа ти испратила. Моја идеја беше да дојдам Енгин. И ти не постапи поинаку кон мајка ми, зар не? И ти сметаше дека е аристократка и никогаш не ја прифати во твојот живот. Таа не сакаше да влезе во мојот живот. Таа сакаше да ми го одземе. Многу добро го знаеш тоа. И скоро успе во сето тоа. Нема да ја дозволам повторно да го стори истото, ме сваќаш ли? Енгин, те молам, никој не го бара твојот живот. Нека биде подалеку од нас, тоа е доволно. Фиген ќе биде секаде каде што ќе бидам јас. Не сакам да зборувам повеќе на таа тема. Ти си знаеш, Енгин. Што ми инсистираш на таа тема, па макар и керка ти да изгубиш, тоа значи дека нема што да ти кажам повеќе. Извини ме сега. Господица Суда? Здраво. Здраво, Џунејд. Чув дека денес ке доаѓате на работа. Многу се израдував. Ти благодарам. Ако треба нешто сторам за вас, секогаш ќе бидам овде. Што и да посакате, слободно кажете. Што и да е така? Токму така. Што ме така? Од сега па натаму, постојано ќе ја наблюдуваш Ѓулен. За секој неизин чекор ќе ми известиш. Со кого се гледа, што прави. Не сватив. Види, Џунејд, добро те познавам. Паметно момче си, горделив си. Сакаш да напредуваш. Без да прашуваш, прави што ти велам. Јас пак ќе ти помогнам да напредуваш во кариерата. Договорено? Договорено, господица. До гледање. И, кажи, ајде, како помина с ношти? Како што сакаше? Уште подобро. Требаше да го видиш. Кога ме виде се стресе целиот. Лицето на старата и пребледе.
Фиген, зар нема да ми кажеш што ги исплашило толку луѓето? Навистина извини. Се уште не е време. Не верувај, се работи за нешто од што се плашат. Мислам дека дури и сон не ги фаќа. Ти нешто лошо да не стори. Зар би сторила? Напротив, баш сум смирена. Енгин каков беше? Се скараа со Ѓулен, не беше расположен. Вчера вечер ме остави дома и замина. Не влезе внатре. Едва и замолча. Нормално е тоа. Девојчето го вознемирува човекот. Аман ти не притискај. Биди трпелива, дозволи да се приврзе за тебе. Не грижи се. Тие сакаат војна. Штом сакаат војна, секако дека нема да побегнам од војната. Здраво, Љубен. Ѓорkem, зарно нека, зошто дојде? Зар ми треба причина за да си го видам свршеникот? Не, мила, добре дојде. Види, еве ги нашите слики. Виднаш ти ги донесов. Погледни колку сме убави. Види, види. Ај. Види? Многу се убави. Земи, мила. Секако сум овде да одам да ја видам и суде. Сакав и сликите да ги покажам. Ајде, миличок, ќе се видиме. Чао. До гледање. Добре дојдовте, Добре ве најдов, господине господин Јунус. Ихан. Вас ве очекувавме. Ајсен, донеси ми едно кафе, горчливо нека биде. Зошто дојдовте? Заради хипотеката, нели? За жал, да. Ви кажав дека немаме многу време, господин Ихан. Мора да ги отплатиме кредитите. Не добив ни глас, ни трага од вас. Ви го донесов формуларот. Затоа ве молам, подпишете го. Навистина ми е жал што сум тука поради оваа причина. Немаме друг избор, така? Немате. Јас сега ќе си одам. Се надевам дека се ќе биде во ред во најкраток можен период. Благодарам, До господине гледање. Јунус, до гледање. Зошто се одиме толку рано, Каан? Имаш некаков план? Не, денеска сум многу изморен, Мила. Те молам, прости ми за вечерва. Уф, Каан. Мила, знаеш дека и вчера имав заморен ден. Немам веќе енергија. А утре рано треба да одам во фирмата, имам многу работа. Ќе мора порано да одам. Ајде, Каан. Зар не може утре да одиш малку подоцна на работа? Утре вечер ќе се дружиме. Ќе те одведам сега дома, може? Има една девојка, мајсторе. Знам. Се вика Ѓулен. Се влюби во неа, шефе. Ама не сум се излажал. И Каан се влюбил во неа. И тоа го знам. Знаеш дека Каан ми е како брат, знаеш, нели, шефе? Пред се, и јас сум му должен нему. И на неговото семејство сум благодарен исто така. Ама, Каан, нели се сврши, сине? Како може да се влюби во друга? Мојот стар мозок тешко може да го свати тоа. Тешко е за сваќање. Збунете, мајсторе. И тој не сакаше да биде вака.
Често, момче, го познаваш. Ама душата не те слуша. Секогаш е така. Каан само со мене си ги споделува тајните. Моментално е во мат состојба. И не знае што да прави. Јас не можам, мајсторе. Јас не можам ништо да направам. Не можам. Не можам да направам неправда на Каан. Борет, а што ќе биде со неправдата што ќе правиш себе си? Велат, злобата што може човек сам да си ја нанесе себе си, не може никој да му ја нанесе. Затоа, размисли за тоа. Има една неправда во оваа приказна, ама не се знае кон кого е, дете мое. Мамо, кажи ми каде ти предложи брак тато? Тато никогаш не зборува за такви работи. Во Хисар, во еден рибен ресторан. Но не одевме долго со татко ти. На времето не беше нормално долго да си во врска. А моето семејство не го прифаќаше овој брак. Да видиш колко беше влюбен татко ти. А ти не беше? Секако дека бев. Не можев нормално да јадам. Значи многу романтична ноги била таа. Таква беше. Кога Енгин ме побара во заднина, ја пеја песната "Кога се смееш, очите ти се смеат". Токму затоа ти се викаш Ѓулен, душа. Аман, мила, било и поминало сето тоа. Зошто сега ме прашуваш за ова се? Онака, убаво ми е кога слушам за вас двајца. Мамо, сакаш утре вечер да одиме во вашиот ресторан? Љубопитна сум какво е. Луда си. Ако постои се уште, ќе одиме. Ќе одиме. Енгин, сакаш вечерва да одиме кај Нихан? А може и за некој викенд. Зошто? Како зошто, миличок? На брзина отидовме на свршувачката. Немавме време ни за подарок. Ти си и татко. Треба да ја купиме нешто и да ја однесеме. Инако би било срамота. Но сега не се баш слободни. Веднаш започнаа со подготовките за свадба. Кога ќе помине свадбата, ќе ги посетиме во некое пригодно време. Зар бидува така да правиме? За свадбата ќе треба посебно да одиме. Добро би било да го средиш тоа. Добро, ќе видиме. Енген, многу се радувам што твоето семејство почна да ме прифаќа. Чувствувам дека наскоро ќе бидеме големо семејство. Сакаш да испланираме нешто за утре вечер? Денеска дознав еден многу убав рецепт. Тоа ќе ти го сготвам. Јас сум постојано дома. Ке се договориме и за тоа, мила. Здраво! Заарно нека е. Атакан, имам прекрасен план за вечерва, но ми треба помош. Каков план? Размислувам како можам повторно да ги соединам мајка ми и татко ми. По толку години. Да, зошто да не? Не мисли сега на годините. Кажи ми, ќе ми помогнеш или не? Ако можам, зошто да не сакам да помогнам? Супер си! Многу просто нешто ќе сториш, ќе му се јавиш на татко ми и ќе го повикаш во ресторан. Ако му се јавам, јас ќе се сети. Ете, сега ќе го барам. Чекај. Застани, што ќе му кажам сега на човекот? Кажи му дека знаеш отие сам во Истанбул и дека сакаш да се видите. Откаде да знам, менаџер си, ти подобро знаеш, смисли нешто. Борет. Но биди поубедлив. Подготви се. Ало? Атакан? Ти ли си? Здраво, сине. Пријатно изненадување. Се снаоѓеме некако.
Тоа е пензионерски живот. Како си ти? Понекогаш ми е здодевно, нема да те лажам. Но ете, ке се навикнам полека. Тешко е да си во пензија. Добро, кога? Зошто да не? Може вечерва. И за мене би било добро. Ѓумуш балик? Секако дека го знам тој ресторан. Добро, синко, ти благодарам. До гледање, чувајте си и пријатна работа. О, во ред, госпогице. Го добивте саканото? Прекрасен беше. Предплатникот не е достапен. Ве молиме, бирите подоцна. Благодарам. Многу ти благодарам. Сега ќе одам да подготвам нешто. А Ирлија работа. Што е? Гледам многу официјални за благодарување имаше. Направив мала добрина, со која ја израдував, тоа е се. Ако продолжиш вака, ќе и бидеш ангел, помагаш на Ѓулена Атакан. Секој ден наоѓаш по една добрина за правење. Штом велиш дека дојде да работиш, право на работа. Не бидува вака напразно да талкаш овде. Хајде марш. Ало, Ѓорѓем? Може да се видиме кај Джемал? Многу сум нервозна. Добро, ќе ти кажам. Веднаш излегувам. Што е? Ти не достига свршеницата? Не ги двоиш очите од сликата? Да, тато. Ромео си бил ти. Велеше дека не си сигурен. Ајде, синко, ајде сега раздели се од свршеницата и дојди на состанок. Мора да зборуваме за нешто многу важно. Нема ни срам ни перде. Пред сите се гушнале, се заблагодарувала. Дури и јас кога дојда во иста позиција беа, како намерно да го правеше тоа. Не зборувам зашто ти е сестра на оваа девојка ќе ме полуде, Ѓорѓем. Повеќе не можам да ја заштитувам. Како сакаш, така постапи. Не бидува ова вака со чекање, Ѓорѓем. Што побрзо мора да зборувам со Атакан. Не знае што точно очекувам. Сакам да се омажам и да се заврши сето ова. Се согласувам јас. Најправилно ќе биде. Ако сакаш вечерва, четворицата да излеземе. Добро би било. Може да излеземе. Подитно ве собрав тука. Пред малку дојдоа на посета од Сокер Холдингот. Сакале да ја преземат нашата фирма во склоп на нивната. Од каде пак сега тоа? Нели мевелот не е нивни сектор? Имаш право, не е. Ама сакали во таа област да работат. Ете тоа што сакале да го сторат, било слично со нашиот стил. Дополнително ќе воспоставиле поголема продажна мрежа. Ама ние не го правиме овој состанок, бидејќи сакаме да ја продадеме фирмата, така? Секако дека не е така. Но за жал знаете дека таа е моќна фирма и од околу ни се заканија. Ако не сме во склоп на нивната фирма, не ќе можеме уште долго да обстанеме. Оваа фирма со својата пот од нула ја изградив. Тоа што ја работам, сакав да има посебен дух. Благодарение на тоа денеска сме овде. И од сега понатаму ќе го покажеме својот став. Нема да паднеме на колена. Да, таква е состојбата. Сега може да извадиме кратко резиме. Штом дошле со ваква понуда, сигурно извршиле анализа на пазарот на труд. Продажбата ни се намали за 10% од минатата година. Зашто тоа беше голем удар за нас од економски аспект. Мора да има начин како би ја зголемиле продажбата. Пронајдете го тој начин. Бидејќи нема да попуштиме. Очекувам сјајни идеи од вас за тоа што можеме да го сториме. На следниот состанок мора да имате уште посјајни идеи. Мора да ме восхитите.
Ајде. Веднаш започнете со работа. Зошто не произведувате мебел за деца? Не е наша област. Зошто прашуваш? Ќе поработам малку на темата и ќе ви кажам. До гледање. Што и текна, свативте? Не знам, ама се надевам дека е добра идеја. Мислам дека ова е непозната тема. Не очекувам нешто многу од неа. Како и да е, подосна повторно ќе се видиме. И ние треба да подразмислиме. Хајде. Молам, Ѓорке. Здраво, љубен. Вечерва ќе излеземе, така? Нема да дозволам да се излечеш велејќи дека си болен. Добро, ќе излеземе. Да ги земеме атака ни суда, ќе се забавуваме. Добро, мило. Може. Те бакнувам, душо. Бај. Вечерва сме со девојките. Ѓоркен вели заедно да излеземе. Ми одговара. Може би ќе се излуфтираме малку. Би дошла ли Ѓулен? Извештаите можеш да ги видиш тука ако влезеш. Бара шифра. Твојата шифра ќе ти испратам по мейл за кратко. Денеска ти кажав многу работи. Ако ти да објаснам, може да се збуниш. Многу си изморена. Многу ти благодарам. Навистина многу ми помогна. Не се изморив? Добро сум, продолжете. Но јас се изморив. Ако сакаш, поручекот може да продолжиме. Сигурно си гладна. Знам едно одлично место, а и ке ти опишам околината. Ти благодарам. Следниот пат ќе дојдам со тебе. Деновиве се трудам да го сватам архивирањето на извештаите. Зафатена сум. Штом си изморен, и ти одмори се малку. Дојди Каан. Извинете ме сега. До гледање. Вечерва ќе излегуваме сите заедно. Ти би сакала ли да дојдеш со нас? Многу би сакала Каан, но... Не ми зборуваме за архивирањата само. Не. Имам еден посебен план со мајка ми и татко ми. Ама ќе ти останам должна, добра? Што да се прави? Пропушта шанса, ама ќе се видиме. Джунет. Со Ѓулен разговарај само за работните обврски. Може да ти биде само колешка, да си знаеш. Биди внимателен. Јасно е до тука. Нема никаков проблем. Нема. Сватив се што сакате. Вие неколку пати повторивте. Извинете. Многу сум возбудена. Мајка ми и татко ми пред 25 години се свршиле тука. Сакам пак да биде така. Не грижете се. Ке сториме се што можеме. Дали ви треба нешто друго? Не. Доволно е толку. Благодарам. Нема зашто. Мамо, јас сум тука. Ти каде си? На пат сум, за кратко ќе бидам тамо. Добро, те чекам, ајде. Енгин ќе дојде за кратко. Треба да се подготвам пред да дојде. Добро вечер. Добре дојдовте, господин. Добре најдов. Колку лица сте? 2 лица. Повелете. Благодарам. Добро вечер, господја. Добре дојдовте. Колку лица сте? 2. Повелете.
Ѓулен, И Ѓулен. Повторно го стори своето. сакаш да седнеш? Мгм. Многу убаво изгледаш. Повторно ќе се влюби во тебе вечерва. Постојано во тебе гледа. Денеска гледа само во мене, така? Да. Ќе видиш. Работава ќе бидне. Атакан! Назим! Народе, ги видов нашите пријатели, ќе одам да ги поздравам и ќе се вратам во ред. Види кој дошол, како си, здраво. Здраво, брат. Од каде ли знае за местото? Вчера ме натера да ја кажам како сме се запознале. Не било залудно. Да. Многу се изменило овде, така? За 25 години се изменија многу работи. Да побараме мени? Може. Повелете. На здравје. Зар не се ова нашите албуми? Нашите албуми. Како немирно дете, никогаш нема да порасне. Од каде ја нашла сликава? Дури јас сум ја заборавила. Погледи колку млади сме биле. Бевме млади. До ти воопшто не си се изменила. Господе, каде ли се задржа човеков? Изгледа нема потреба да го погледнеме менито. Наша луда ќерка сигурно и листа за јадење оставила натрек. Нихан, како се сети на олку детали? Зар ти не се сеќаваш? Никогаш не сум заборавил. Господе Боже, зошто не крева? Да не се случило нешто? Добро вечер, бабо. Нешто си ми подранила. Каде е Нихан? На јадење заедно со татко ми. Од каде излезе сега тоа? Приредив едно мало изненадување за нив. Ги споив и двајцата на едно место без да знаат. Што? Зошто го стори тоа? Тоа не е убаво. Тоа воопшто не е убаво. Госпогице, да си играш така со мајка ти. Тоа може само да ја растажи. Мојата Нихан не е спремна на такво нешто, разбираш ли? Тие двајца за кои зборуваш са мајка ми и татко ми. Сакам повторно да ги гледам заедно. Тоа ми е најприродното право. За тоа ќе сторам се што можам. Нема да дозволам никој да ме спречи. Добро вечер. Повелете наваму. Повели, мила. Да си одиме. Повели, мила.
точно 1 час. Точно 1 час зборува со пријателите. Сега ќе гледа. Остана вовде сама. Вистина несоодветно постапи. Почекайте, ќе ги прашам и нашите, веднаш ќе се вратам во ред. Ај, види. Се развиđа момче. Изгледа се заминува. Конечно. Што има? Да нема некаков проблем? Не. Почекайте, веднаш ќе дојдам. Што е, брате, отидете с нема. Нели сите ќе се забавуват? Ве молам, извинете ме што се задржав толку. Извинете ме, се видов со пријателите од факултет. Штом видов, посакав да поседам со нив до подоцна. Добро, така нека биде. Не извиси. Ка, не вели така? Ајде се шегувам, брате, тереј си работа. Дами, имајте убава ноќ, се гледаме подоцна. Добра ноќ. Дали би влегол, Енгин? Би ти понудила кафе? Би сакал, ама не сакам да се карам со господја Леман. Нема потреба толкава носталгија. Прекрасна ноќ беше. На Ѓулен сакам повторно да и се заблагодарам. Ми не достигаше разговорот со тебе. И за мене беше прекрасна ноќ. Зошто порано не ни текнало нова? Пријателството може да ни биде вечно, зар не? Тоа секогаш ќе ни остане. Сакам повторно да се видиме некој ден, Нихан. И јас. Добра ноќ. Добра ноќ. Што не го покани внатре да влезе? Зошто се однесуваш како да си малолетна? Мамо, те молам, што сега не е во ред? Јас добро знам што видов. Како си можела да прифатиш да вечера со тој човек? Ке си се посрамотела пред цел народ! Зошто е срамота да вечерам со таткото на моите деца? Не можам да сватам како можеш да бидеш олку неодговорна. Куќата ја ставивме под хипотека и тоа не ти беше доволно. Врати му се на тој сромашниот па целосно да пропаднеме. Добро вечер. Што е? Да не се каравте? Нема ништо, ајде. Добра ноќ. Добра ноќ, мама. Види ја ти неа. Мамо, не ми се налоти така. Не секако. Дури можам да ти кажам дека има убава вечер. Ти благодарам. Вистина? Многу се израдува. Но мала дамо, не е можно да се случи нешто помеѓу мене и татко ти како што си замислуваш. Со татко ти пред 15 години ја затворивме таа книга. Само пријатели можеме да останеме. Немој залудно да се радуваш, добро? Но очите не ти велат така. И очите ми го велат истото, Ѓулен. Но ти поинакво нешто сакаш да видиш. Штом велиш така? Дали се уште зборуваш? Ајде право на спиење, ајде. Добро, мајко. Муа. Фала му на Бога дојде. Каде се задржа? Добро си? Умрев од љубопитност. Целосно изумив за вечерва. Многу се извинувам, мила. А така ми се јави и ме покани да излеземе.
Те барав за да ти кажам, но мобилно ти беше исклучен. И јас те побарав, но не ми одговори. Не слушнав, љубена. Да слушнев, ке се јавев. Што е? Зар не си гладен? За жал не сум. Но многу работи подготвив. Специјално за тебе ги спремив. Утре ке јадам. Добро? Така нека биде. По еден пијалок да се напиеме, важи? Доста ме ке, мила. Ке одам дома да се одворам малку. И ти одмори се. Многу си изморила. Како сакаш. Повторно ти се извинувам за вечерта, мила. Утре ке се видиме. Лека ноќ. И тебе. До гледање. Добро утро. Добро утро. Што е, Севил? Што ти е? Тебе те чека, Фиген. Вчера вечер ќе ти се јавев, ама не сакав да те загрижам. Што се случи, Севил? Што сакаш да кажеш, жити Бога? Зошто да се загрижувам? Вчера вечер бев на јадење со Орхан. И? Го видов Енгин со неговата бивша. Излегува од ресторанот. Енгин не ме виде. Сигурна си дека биле тие? Енгин го познавам. Жената беше многу негувана. Имаше албум во рацете. Сигурна сум дека му е бившата сопруга. Ова сигурна е идеја и дело на Ѓулен. Добро утро. Добро утро. Леле, извини. Ало? Господине, што се случува? Добро, ќе наминам малку. Што е, да не има некој проблем? Не, нуитно треба да одам на едно место. Дали смеам да излезам на неколку часа? Подоцна ќе ти кажам. Секако излези. Да не сакаш да ми кажеш нешто? Не. Наминав само да те поздравам, тоа е. Ајде, заминувај. Ајде, благодарам. До гледање. А Ирлија работа? Благодарам. Како оди работата, Џунеид? Сакав да се сближам со неја, ама ме спреча господите суде. А такан да не те спречи? Не. Брат ви. Зар не е чудно, брат ви како да е близок со Ѓулен, освен колегијална врска, дека не треба да имам друга. Ми рече да бидам внимателен. Ајде, зошто би сторил брат ми такво нешто? Севил, знам дека ми копаш гроб зад грб. Енгин никогаш не би ја поканил бившата сопруга. Добро го познавам. Малечката вештарка е виновна за се. Но знам што ќе правам. Уште малку има. Уште малку. Нејзиното ќе трае додека не се омажам за Енгин. Кога ќе подпишеме, нема да дозволам таа да стапне тука. Ѓулен? Ѓулен, само момент, сакам да зборуваме. Нема што да се зборува. Да не беше толку дволична, немаше 2 години да глумиш. 2 години ме лажеше. Ајде, татко ми молчеше од љубов. А ти? Грешиш. Тоа што го слушна го кажав во афект. И покрај тоа што знаеш дека го сакам татко ти. Ти си таа што ми работи зад грб. Олку време го лажеш татко ми, бидејќи го сакаш? Сега ти го видов вистинското лице. И татко ми ќе го види, биди сигурна. Што ќе правам сега? Фиген, јас ќе се погрижам за тебе. Веднаш најди го Енгин. Зборувај со него пред девојчето. Речи му дека дошла и дека те навредила. Ако не му кажеш пред неа, ова ќе го наполни. Ајде, побрзај. Имаш право. Веднаш ќе одам. Ајде. Не знаев каде сум. Дојде и пред докторите ме навреди Енгин. Многу се зачудив. Се изрезерив пред цела болница. Сакав да позборувам со неа. Но што и да и кажав... Добро, мила. Не плачи, те молам.
Не смеам да и дозволам толку. Веднаш ке зборувам со него. Те молам, смири се малку, смири се. Добро. Дали успеа да сватиш зашто суде сака да работи овде? А? Едноставно, девојчето сака да работи, тата. Ти зашто се жалиш? Ме интересира дали се работи за работа или за нешто друго. Знаеш ли? Зашто друго може да е? Ајде, ајде. Ти многу добро знаеш. Суде не гледа никого се натакан. Сине, зарем мислиш дека не сме го сватиле тоа, а? А дали ја такам заинтересиран за неа? Што мислиш? Не знам. Види вамо, расплачај малку одоколу. Добро би било после вас и ним да им правиме свадба, а? Да, и јас сум за. Мамо, ти велам дека токму тие зборови ги кажа. Леле, никогаш немаше да помислам дека Фиген би го сторила тоа. Почекај, смири се. Почекај. Јулен? Јулен! Не ми се верува што слушам. Зарем така те воспитав, а? Не знам тебе што ти пренеле, но пред да се лутиш, послушај Ѓулен ако сакаш. Ѓулен има право. Да, те слушам. Фиген утрово ме побара и ме викна во болница. Ја барав низ болницата и влегов во собата. Пред да влезам, слушнав што кажа. Не забележа дека сум таму. Зборуваше се и се што за мене, тато. Планот ти бил да ми забрани да одам дома кај тебе откако ќе сте се земеле. Тоа и го кажуваше на Севију. Добро, Ѓулен. Мил, добре дојде. Помина долго време, се загрижив за тебе. Како можеше да кажеш такво нешто, Фиген? Како можеше после тоа да кажеш таква приказна? Што сум кажала? Кој знае што се ти изнакажале. Значи, не мене, туку ним им веруваш, така, Енгин? Се работи за мојата керка, јас ја израснав неа. Точно знам се за неа. Можам да препознам кога лаже, а кога не. Така ли? Значи, јас сум лажгата. Енгин, многу ти благодарам. Госпога Нихан, госпога Фидан дојде, ве очекува. Доаѓа, мајшен. Со кое лице се појавивте, господјо Фиген? Внимавајте на изразот, господјо Нихан. Не дојдов да учам лекција од жена која сака да ја омаже керка си за богаташ со разни далавери. Не смеете на овој начин да ми се обраќате во мојот дом. Така ли, господјо Нихан? Ама ова што ќе ви го кажам, нема многу да ви се допадне. Слушнав што зборувавте со мајка ви. Ако не стапам во брак, ни момент нема да се двоумам дали да го кажам на господја Сена тоа што го слушнав. Да си знаете. Сега ви одлучате. Или ќе стапам во брак, или бракот на керка ви ќе пропадне.